И време е за првата наша утринска гостинка со која што ви најавив од рано утрово дека ќе разјасниме некои дилеми и некои заблуди поврзани со купувањето облека од секонд-хенд продавниците или пак половна облека. Многумина, кога ќе се спомене секонд-хенд, веднаш им се појавува некоја слика, се разбере оние кои никогаш не посетиле секонд-хенд продавница, на купишта облека, истурена во некакви купови и дека таму си бираш и бараш во хаосот некое парче кое треба тебе да ти одговара и потоа одиш на вага и го вагаш. Така и ги замислуваат повеќето луѓе кои никогаш не посетиле продавница за половна облека, иако вистината е нешто сосема друго и сосема поинакво. За да ги разјасниме овие дилеми и заблуди, поканивме гостинка која што има информација од прва рака и е собственичка на една таква продавница. Ана Ристевска, добро утро во нашето студио. Драго ми е што ќе позборуваме на тема, всушност и гледачите од утрово, откако ја најавив јас темата и тебе, се јави една наша редовна гледачка и кажа дека со задоволство пазарува во секонд-хенд продавници и дека ужива кога ќе си пронајде потполно нови парчиња, оригинални, квалитетни и многу автентични, што ги нема никој. И сега од тебе ми интересира дали од твоето досегашно искуство се рушат ли бариерите кај македонските потрошувачи околу купувањето во вакви продавници и каква е психологијата на луѓето? Вака, во однос на тоа што вашата гледачка редовна, што ви кажала, срекна сум, бидејќи ете што има луѓе кои што навистина знаат што е секонд-хенд и го почитуваат тој тип на купување. До некаде можеби се во право. Купишта, алишта на кило, тој е момент каде што не е кај нас. Нашата роба, односно ние она што го носиме, сепак се избрани парчиња кои што имаат повеќе категории. Има А, Б и С категорија. Сега, оному каде што ние ги набуваме нашите парчиња облека е само категорија А, бидејќи во консултација со нашите добавувачи каде што ги набуваме, тоа е од Европа, робата стига во нивниот сортинг центар, така се вели сортинг центар, каде што се дели, односно се сепарира во однос на детска, женска, машка, потоа во однос на сезони, пролет, лето, есен, зима. И секој парче се селектира буквално од луѓе, не е тоа машина, него луѓе кои што може да проценат што може да се носи, што секако е неупотребливо. Навистина има облека која што е со етикети, бидејќи странците знаеме како ќе купат, ќе им се допадне нешто, па ќе се предомислат и никогаш нема да го облечат. Да. Или ќе заборават дека го купиле. Точно така, и не го фрлаат, бидејќи нема потреба да се фрла, размислуваат многу доста рационално, зашто да не се искористи понатака. Бидејќи со тоа се заштедува прво и време и енергија на другите потрошувачи, а со тоа се заштитува и самата околина. Бариера, да ви кажам, кај некои граѓани постои доста, се уште, од во однос на младите кои што доста прошетале надвор од Македонија, ми е многу добро познат концептот на секонд-хенд продавниците и со задоволство купуваат. Повозрастните кои што прошетали тие, морам тоа да го напоменам бидејќи наша Македонија убава ми е малечка, меѓутоа сепак има луѓе кои што немале можности и нивната визија во однос на тој тип на купување малку им е бариера, како што самата кажа. Меѓутоа има доста кои што се отворени да пробаат и купуваат. Да, јас погледнав сега и во телефонот, затоа што вчера малку и истражував едни анкети кои што се правени на луѓе кои сакаат многу често да купуваат облека, некои од нив обожуваат да ги посетуваат секонд-хенд продавниците, едни од метрополите кои што имаат најмногу и најинтересни секонд-хенд продавници, тоа се Барселона и Милано, каде на вистина се случува вистински празник таму.
Таму ќе видите луѓе со облечени во најнесекојдневна гардероба, носат парчиња облека и купени исклучиво таму, и тие се нивни редовни клиенти до крај на животот. Велат дека кој еднаш посетил таква продавница, тој никогаш не може да се откаже од таа продавница, туку секогаш одново и одново доаѓа да види што ново има токму за него, бидејќи постојат многу луѓе кои сакаат да бидат автентични, да бидат своји и да не носат парчиња облека кои ги носи цел свет. Ако е ова сега модерно, ајде сега да го купам или да чекам да дојде на попуст. Да, тоа е нашето размислување генерално. Така и е. И тоа беше и нашето размислување, бидејќи сите ние стремиме кон да имаме свој печат да ставиме. Јас сум човек кој што е уметнички. Јас сакам модата секако, меѓутоа да не бидам униформирана. Значи, и кога сум купувала порано, сум сакала да имам парче облека кој што ќе биде забележливо на мене, да ми стои сепак и мене добро, биде забележливо. И многу пати се случувало кога ќе сум одели на шопинг да кажат: "Добро бе, Ана, за тебе не се наоѓа ништо ли овде?" Па не, бидејќи не ми се допаѓа. Има броеви од S до најголемото, меѓутоа сите ми се исти. Да. Моделот е ист. Сакам нешто што ќе биде мој лично печаток. Ќе кажат: Ана помина, беше добро облечена. Така е. Меѓутоа, тоа сакам да кажам дека и парчето облека не мора да е кој знае колку скап во однос на цената, меѓутоа да е вредно кога ќе го облече човек да знае да го носи тоа парче облека. Да, ние имаме патеми инсерти кои што би сакала нешто подоцна да ги погледнеме, како изгледа просторот кој што вие го опременивте и како изгледаат производите кои што вие ги нудите. Всушност, вие не нудите обични производи, вие нудите токму познати брендови кои што поголемиот дел или најголемиот дел се со етикета од она А категорија што вие ја споменавте. Значи, веднаш да ги разјасниме заблудите дека тука не станува збор за носена облека или за половна облека, туку станува збор за облека која и поминала сезоната, односно некаде во некои продавници не се продала за време на нивната сезона и веќе следната сезона таа оди во ваквите дуќани ширум регионот, Европа и подалеку. Ги набавувате некаде од скандинавските земји, така? Конкретно од Литванија. Таму е сортинг центарот и од скандинавските земји се што они го имаат да го донесат, го носат во Литванија. Да. И од таму се сортира и ние ги набавуваме од таму. Да. Интересно е кога станува збор за секонд хенд продавници што таму пазаруваат многу познати личности. Јас имав и прилика, мои пријатели во минатото работеа еден таков простор во центарот на Скопје и имав прилика да слушнам многу интересни приказни за луѓе од јавниот живот кои сакаат да пазаруваат и се страстни купувачи на облека од втора рака, и кога еднаш се сретнав со нив, тие ми признаа дека што имаат парче облека кој го нема никој, туку и многу пари штедат. Многу пари заштедуваат на облека. Просечниот македонец, од едни статистики кои ги изнајдев, не знам колку се релевантни, повеќе од 30% од она што го заработува го троши на облека. Особено ние жените кои знаеме и до 40% од својата плата да заштедиме, да потрошиме на облека. Купувајќи во вакви продавници, ние вистина многу можеме да го намалиме тој трошок, а при тоа ќе имаме облека која ја нема никој. Колку такви клиенти вие препознавте? Доста, можам да кажам доста, и сум пресрекна, бидејќи секојдневната комуникација со клиентите, односно со купувачите кај нас, имам интеракција. Што им се допаѓа, што не им се допаѓа, сугестии од нивна страна, што би требало да направиме, бидејќи нели купувачот секогаш е во право. Да. Тоа е мотото. Ако е купувачот задоволен, тој ќе дојде повторно. Ако не, нема да дојде никогаш, нели? Еден задоволен купувач носи со себе уште 5 мина. Еден е задоволен, уште 10 мина ќе бидат незадоволни. Доаѓаат често, се навраќаат и самите кажуваат ќе ве промовираме. Купиле парчиња облека кои што вика навистина се супер цени, висок квалитет. Си наоѓаат и за кежуал варијанта, за секојдневно, меѓутоа имаме елегантни парчиња на облека. Баш пред некој време имаше една муштерика која што дојде и вели: "Јас имам чанта која што чини 400 евра." Тој вели чанта. Меѓутоа не се срамам и си признам дека купувам од ваков тип на дуќани кога одам во странство. Кај нас се доста малку во Скопје, искрено. Меѓутоа вели просторот како што го средиле во однос на
чистината, во однос на распоредот на нештата, на парчињата, вели дека е прекрасен. И се многу задоволни. И тоа навистина нас не инспирира дополнително, нели, да бидеме во... Да, за клиентите да бидеме... Велиш дека купуваат во странство, но кај нас претпоставувам дека имаат чувство на нелагодност или на срам. Да, бидејќи ќе бидат препознаени дека можеби некој ќе ги сретне во продавницата, ќе рече: "А, ти беше таму", и нели кај нас муабетот веднаш се проширува кој каде купува. Меѓутоа, што велам, луѓето треба да се гледаат самите себе си, да се тие преца задоволни, бидејќи никогаш не можеме да ги задоволиме сите околу нас. Да. Токму така. И во анкетата само 5% од анкетираните во Македонија признаваат дека посетуваат секонд-хенд продавници, додека анкети правени некаде низ европските земји се со драстично поголем процент. Дури повеќе од 40% од луѓе признаваат дека едва и чекаат да слушнат дојава што ново добиваат во тие големи специјализирани секонд-хенд продавници, каде што можат да најдат уникатни парчиња облека. На што се должи таа стигма кај нас се уште, на таа недоверба? Дали можеби на тоа дека овде на овие простори се живее за што ќе речат луѓето? Да, токму заради тоа и затоа што многу ми е важно кесата, односно пакувањето со кое што ќе излезе некаде, да се види дека е ново. Бидејќи нели дека се после ги користиме за други намени, има добра кеса, значи дека финансиски е стабилна, моќна, може да се го дозволи тоа. Значи, вреден како човек. Меѓутоа, вредноста не е колку имаш ти пари во джеб, вредноста е колку имаме ние во душата и во умот. Така. Тоа е пред се. И моментот што сакав да кажам исто е дека мислам дека ако е секонд хенд, ова мириса. Слободно ќе дојдете, ќе видите, воопшто ништо не мириса лошо. Каде да ги поканиме? Ајде да ги поканиме да дојдат. Значи, нека дојдат во Ѓорче, позади Техномаркет, во зградата на Урбан Бананца, се може направам ваква реклама, извинете, меѓутоа таму е локацијски. Facebook, Instagram имаме страни, каде што исто така може да не следат. Таму има детално патоказ каде може точно да не најдат. Лесно е за наоѓање, не е никаков проблем. Да. Да, и сакав да напоменам, Сузи, извини, велат треба да го перам. Секако, секој ново парче облека и од бутик да го купиш, треба да го испереш. Не знаеш колку души го пробале пред тебе. Секако дека да. А она што ние го носиме, морам да напоменам дека е со строго правила и прописи кои што ние потпишавме договор со компанијата каде што ги набавуваме ја обликата, дека таа е дезинфицирана со тој тип на дезинфикација. Тоа е, мислам, се протоколи и правила кои што мораме да ги следиме, бидејќи иначе не можеме да направиме увоз во нашава земја. Значи не станува збор за носена облека, така? Станува збор за... Има парчиња кои што се исто така носени, меѓутоа тоа се еднаш или два пати. Ништо повеќе. Така. Дали во политиката на вашето работење има ставка ако долго време не се продава таа гардероба, ја ставаме на попуст? Да. Секако тој е концептот наш. Новата гардероба која што пристигнува, новата колекција, месец дена ја промираме по таа цена, нормално, потоа имаме 25% попуст, 2 недели, и потоа на 50% попуст. Ставаме се додека немаме најава за нова колекција. Кои се почести посетители, мажите или жените? Да ви кажам искрено, јас бев вчудоневидена дека доста и мажи доаѓаат. Јас мислев дека жените ќе бидат главните клиенти, меѓутоа доаѓаат мажи сами. Што јас обично кај нас традицијата е маж, сопруга и сопруг заедно доаѓаат да видат што на кого ќе му одговара, па да си дадат сугестија. Ама има доста кои што доаѓаат сами. Татко со син, двајца пријатели и повозрасни. Доаѓаат јавни личности? Доаѓаат до сега има дојдено 3. Не сакам да ги минувам секако. Па се разбира дека нема да ги кажеме точно. Меѓутоа се толку задоволни и се срекни. Што најчесто ги интересира клиентите? Дали можеби ги интересира потеклото на земјата од каде се дојдени, дали ги интересира ова истово кое што им ги интересира и многу од гледачите, дали е ова навистина нова гардероба, но на која и поминала сезоната, или е гардероба која еднаш или можеби два пати облечена? Да ви кажам, сублиматот се. Најбитна не е цената. Што вели, мислам, како и секој купувач гледа да биде квалитетно, меѓутоа со пониска цена. Оние кои што
нели ќе го разгледаат се тоа што го нудиме од облека, ќе видат дали им одговара, не им одговара, наоѓаат коментар, ова може би е, нели, сезона 2, меѓутоа ако им се допаѓа го купуваат, не е никаков проблем. Па макар и само за еднаш да го облечат. Да, да го облечат. Да. И гледаат да се, пак ќе кажам, поуникатни парчиња, како што напомена и ти, кои што ги нема секој. А кај нас се знае, бројчето може да е едно или две, пак е уникатно. Да. Да, имаме ли ние многу такви личности кои што знаат да видат своји автентични, иако тоа никогаш нема да припадне во некоја модна комбинација, каква што знаеме дека ние едва чекаме да видиме што е хит оваа сезона, па која боја ќе биде оваа сезона, но има луѓе кои навистина одолеваат на таквите прашања и не ги интересира ни што носат другите, ни што е модерно, туку едноставно сакаат да изградат некој свој имидж. Кој е најчудното прашање кое ви го имаат поставено клиентите? Во однос на жените, искрено морам да кажам, сите си се замеруваат во однос на бројчето, дали може да најдат соодветно бројче за нив и дали добро им стои. Тој ми е примерно. Да, ако си го пронајдат бројчето и она што им дезенот, веднаш го купуваат без никаков проблем. И нема дилема околу тоа. Само бројчињата им се дилема. Сега имаме ние навистина, имаме од S до XXL. И машка гардероба и женска гардероба, затоа што има многу, ми се случи пред извесен период исто, муштерика, поминувајќи со сопругот, идејќи на гости во социјната зграда, виделе дека тука постоиме, дека сме отворени, дури на презинка влезе, леле имате за покрупни. Сопругот рече, јас не можам сега да пробувам, зема доста парчиња облека, вика, и оставам капар да ги пробаме кај пријателката, па ќе се вратиме. И купија се. Вика, ние ова сега што го најдовме дека го нема никаде. Да, токму така. И точно ли е на самиот крај, точно ли е дека во секонд хенд продавниците се купува облека на кило? Не. Не. Значи, и тоа е заблуда. И тоа е заблуда која што провејува и луѓето навистина чувствуваат и одбивност и отпор кога ќе се слушне дека да, таму на кило се кој знае колку души ја носеле, кој знае од каде е дојдена и така натаму и така натаму. Значи претпоставувам дека успеавме да разјасниме некои заблуди поврзани со сето она кое што се нуди во секонд хенд продавниците, а може да ви заштеди многу пари. Значи живееме во навистина тешки времиња, каде ако малку направиме есап на што се трошиме непотребно пари, понекогаш ќе видиме и како можеме пак да заштедиме, а да добиеме многу поквалитетен производ и токму и заради тоа ја отворивме оваа тема и ја поканивме Ана утрово. И сакам да кажам дека нашето мото е Save the Planet, што е многу значено. Така да ги поканувам сите заинтересирани љубители на модата, на ексклузивните парчиња. Очекуваме ние винтиж линија, која што навистина мислам дека ќе направи доста голем бум. Овдека кај нас, особено младите, бидејќи тие сакаат повеќе да експериментираат, да бидат уникатни, да не бидат униформирани, така да... Кога да ја очекуваме таа винтидж линија? Од септември. Од септември, да. Епа ќе те посетиме заедно со колешките, ќе те посетиме и ќе видиме што има нешто згодно што ви можеле и ние да искомбинираме во утринската програма. Секако. Многу среќа посакувам. Благодарам. И многу храбри купувачи посакувам да навистина дојдат и воопшто немаат никаква задршка, никаква нелагодност, ниту пак срам дека пазаруваат во таквите продавници, бидејќи еве таквите продавници се нешто поинакво од она што вие сте го замислувале дека било некогаш. Ана, ти благодарам многу. Благодарам и вам на времето, дојното време и вниманието и се надевам дека ќе имаме успешна соработка. Така е, зошто да не. Со задоволство.